И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Во моментот сме на автоплацот Ауто Уно и како што заближувате пред нас имаме една Peugeot 508. Понапошто ги препознаваме Peugeot-та од поново годиште се овие познати LED светла во форма на лавовска канџа или траги од канџа, а исто и одзади морам да ги пофалам штопките, штоп светлата се исто така одлични. Целокупно, значи самиот дизајн на вистина едно ремек дело од Peugeot за оваа 508. Има налик малку и на купе по оваа спуштена линија овдека, па да речеме може да му конкурира на А5 или нешто слично. Дали вие би купиле некое постора Ауди или поново Peugeot, баш ме интересира, кажете ми во коментари. Ова иначе од 2020 година, а како мотор го поседува 1,5 HDI моторот, дизелскиот мотор со 130 коњски сили. Малку ќе го повозиме, ќе направиме една кратка тест вожња на ова возило, кој што главен адут е ставен на економичноста, на потрошувачката, поготово овој мотор 1.5 дизел со 130 коњи, дефинитивно е на ниво на околу 5 литри, 5-6 литри во град, што е одлично за големината на ова возило. А сепак морам да ги пофалам и перформансите, кои што за 130 коњски сили би рекол дека се сасим доволни за оваа каросерија. До стотка забрзува за отприлика околу 9,5 секунди, што е сасим коректна брзина. Тоа е коректно забрзување. Тоа и го приметив кога на моменти ја притиснав папучата за газ, има добар одзив и покрај тоа што е дизелски мотор. Парен е со автоматски менувач кој одлично си ја знае работата и целиот овој склоп навистина добро функционира. Изработката на материјалите би рекол дека е на едно солидно ниво и дизајнот во внатрешноста исто така плени со една луксузност, дури би рекол, и интересни некои детали кои што се убави на изглед, убаво е за да се гледаат. Има огромен екран и за навигацијата и напред веднаш над малото воланче најбитните инструмент познаки. Во однос на комфорноста, тука нема што кузне колку да зборам. Очекувано е дека Peugeot се едни од покомфорните возила, така и ова 508 е една од покомотните возила кои што сум ги возил. Конкретниот модел е со алур ниво на опрема, што е едно високо ниво на опрема, а сега од десната страна на екранот ќе ги приметите сите технички податоци за ова возило. Одлично се понаша низ лежачките полицајци, има добра и квалитетна суспензија или напред има Independent McPherson подпирање, а позади е исто така Independent Multilink. Бидејќи возилово е од 2020 година, не морате да се плашите за одредени мерки за загадување. Ова возило си е Евро 6 стандард,
Во однос на багажниот простор исто така е солиден, или во бројка тој изнесува 487 литри за фатнина. Може би малку како што приметувате, ми треба некое мало време да се привикнам на ова мало воланче, кое што личи на некое геймерско, као волан за игрици на компјутер, но би рекол дека лесно може човек да се навикне, убав е на додир, квалитетна има обработка, така да само прашање на време. Цената на ова возило е 19.500 евра. Дали вреди да купите поново Peugeot во споредба со некое посторо Audi, па доколку сега се прашуваме, Peugeot веќе не се тоа што беа како порано некоја класична средна класа, веќе одат и во премиум класата, сакат да чепнат, сакат да украдат од тој колач и мислам дека добро им оди, така да вреди да се размисли и да се види и ова Peugeot 508 ако сакате некој луксузен седан или ваков некој спортбек. Така да ви благодарам за вниманието. Ова возило можете да го најдете на Автоплацот Ауто Уно и сите детали се на огласникот vozi.com. Ви благодарам за вниманието.